Сакам да ве известам дека денови имавме интензивни контакти со повеќе меѓународни представници, а воедно и со повеќе повеќе лица кои што се директно засегнати во овој процес. Воедно вчера го посетивме и народниот правобранител, каде што му кажавме на нашето видување за прекршување на сите законски постапки и процедури околу начинот на кој што се води истрагата и начинот на кој што се спроведуваат сите предистражни постапки околу настаните на 27 април. Денеска имавме средба со политичкиот представник за правни работи на ОПС, господинот Джеф Били, каде што директно го запознавме и му укажавме на нашите забелешки околу кршењето на човековите права на сите лица кои што се засегнати и обвинети околу настаните за 27 април. Воедно искажавме и голема загриженост поради состојбата на еден од притворените кој што штрајкува со глад веќе 7 ден, за кој што имаме неофицијални сознанија дека неговата ситуација воопшто не е добра. Се надеваме дека СДСМ ќе ги увидат своите грешки и ќе почнат соодветно да го спроведуваат законот во Република Македонија, а не да го прават ова како што го прават во моментот, а тоа е класичен политички реваншизам, демонстрација на сила, силување на институциите. Воедно ги пренесовме и нашите забелешки околу кршењето на сите правни процедури и кршењето на полициската процедура при приведувањето на пратениците без претходно да биде соодветно правно постапено, односно не биде свикана седница и не е одземен нивниот пратенички имунитет согласно деловникот на собранието на Република Македонија. Да видите појасно пред јавност кој пратеник моментално има штрак според нашите сознанија пратеникот Крсто Муковски. Неофицијални, бидејќи ние немаме пристап до нив и немаме никаква комуникација. Што конкретно изнесовте пред представникот на ОПС денес? Дека се кршат човековите права и слободи, дека се кршат сите правни процедури и дека се прекршуваат сите законски норми од аспект на спроведување на цела оваа предистражна постапка околу настаните за 27 април. Дали ќе се приклучите во работата на работните тела во следните денови на заседанијата на парламентот? Утре има ќе има комисија за европски прашања, има амандманска расправа за вака сега. По 80 преку 80 амандмани, колку што се сеќавам. Така. Во моментов Социјалдемократскиот сојуз е владеачко мнозинство и тие имаат должност да ги обезбедат сите услови за непречено функционирање на парламентот. Сметам дека во овој момент, кога 12% од нашата пратеничка група, односно 6 пратеници се во притвор, нема соодветни услови за да ние адекватно партиципираме во работата на парламентот. Дали добивте предлог од СДСМ за укинување на патните трошоци, дали ќе го прифатите? За такво нешто немаме разговарано, ни пак сме известени. Дали би го прифатиле предлогот? Нека стигне. Кога ќе стигне, тогаш ќе ви одговориме. Нивна, ќе изгласат и готово. Не е проблем. Вака, ние како пратеничка група, а воедно и сите тие луѓе кои што не гласале нас, сме под директна закана дека ќе бидеме притворени или затворени само затоа што различно размислуваме од СДСМ. Ние не гледаме никаков чекор кон позитивно придвижување на сите законски процеси во Македонија, односно кон демократизација, како што најавуваше господинот Заев за време на предизборната кампања. Ова е класичен политички реваншизам.